Добро утро. Денеска се вклучуваме од една убава зелена површина во Скопје, а темата не ни е поврзана со зеленилото. Ке зборуваме за родово сензитивните прашања. Со нас денеска на гостина линк ја имаме Гордана Гоџо од Сдруженијето за човекови права од нас за нас. Имаме повод зашто е таа денеска во утренски брифинг, тоа е затоа што утре ќе се одржи предавање на тема вистината за родот. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам. Не знам дали од најавата која што јас ја дадов пред малку за нашите гледачи може да се открие која ќе биде темата на разговорот, меѓутоа ќе ви го стапам вас времето да ни кажете за какво предавање станува збор и зошто е важно ова предавање. Ви благодарам. Така е, значи утре и следниот четврток, 1 јули, ќе се одржи предавање од страна на доктор Мириам Гросман од Соединетите Американски држави во 19:30 часот преку Zoom платформата. Значи ние ќе пуштиме линк и веруваме дека ќе успееме да го стримаме и на YouTube каналот. Веќе истестиравме, така што веруваме ќе успееме. Обезбедивме и симултан превод на македонски, така што оној што не може да следи на англиски, ќе може да следи и на македонски. Темата на предавањето е вистината за родот, дел 1 и дел 2 следниот четврток. Зошто треба да им биде интересно и важно на гледачите да присуствуваат на ова предавање? Па, може би најдобро прво да објаснам за доктор Гросман, да видиме што таа всушност работи, па за да сватиме. Доктор Гросман има специјализација од областа на психијатријата и субспецијализација од областа на детската психијатрија. Исто така има работена како педијатар во болницата Бет Израел во Њујорк. Меѓутоа, она што е најважно, според мене, и за незиното понатамошна активистичка борба против сеопфатното сексуално образование, е незиното искуство во студентските служби на еден од универзитетите во Калифорнија. Токму таму, таа си има запознаето со сите опасности кои што се кријат позади сеопфатното сексуално образование, и жената има напишано и првата книга Unprotected или Незаштитени. Подоцна издава и својата втора книга You're Teaching My Child What, или Го учите моето дете што. Овие две книги, 15 примероци вкупно, ние веќе ги нарачавме, еве две веќе пристигнаа и ќе бидат доделени на 15 најсреќни учесници на настанот утре на Zoom платформата. На Zoom платформата ќе биде ограничен пристапот на 100 учесници, меѓутоа сите останати ќе може да следат преку YouTube каналот. За жал на албански сакавме исто да обезбедиме симултан превод, меѓутоа буџетот не ни го дозволува тоа. Ние сепак се тоа сами го финансираме како родители и Сдруженијето го кажува тоа од нас за нас. Меѓутоа се надеваме дека потоа видеата ќе успееме да ги преведеме и на албански. Пред малку прашав зошто е важно нели да се присуствува на ова предавање и што е тоа што треба да не заинтересира сите ние да се приклучиме на оваа Zoom платформа. Како што кажав, доктор Гросман ги објаснува опасностите од што се кријат позади сеопфатното сексуално образование, која што е всушност една идеологија која што сака да ни се протне. Ама еве можеме да се вратиме на концептот за образование, новиот концепт за образование на Министерството за образование, каде што точно се наведува дека да, сексуалното образование ќе биде изборен предмет во 9 оделение и ние немаме никаков проблем со тоа. Меѓутоа, исто така се наведува дека родово сензитивните содржини ќе бидат застапени во секој предмет каде што е тоа возможно. Тоа значи дека и по содржини во музичко, во македонски, во математика, во природни науки, не знам, значи секаде каде што тоа ќе видат дека е возможно, ќе ги уфрлат тие родово сензитивни содржини. На кој начин би може? Што е всушност родова сензитивна содржина? Видете, треба да разбереме прво дека кога се зборува за родова рамноправност или уште повеќе родова еднаквост, фактички институциите кои што тоа го кажуваат не мислат на род по пол. Значи, дека ако кажете дека жена по пол е жена, не значи дека и по род е жена. Или момче и девојче, затоа што тоа веќе сакаат од образованието да го направат. Значи, дечињата ќе бидат стимулирани на еден начин да се почувствуваат, односно да разберат што се. Значи, иако е тоа родено како момче по пол,
дека можеби сепак е девојче. Или обратно. Или дека денеска е девојче, утре е момче. Ме разбирате ли? Значи, таа една индоктринација, една идеологија која што кажува дека родот е менлив, флуиден, не е како полот, полот е биолошка категорија, родот е социолошка категорија по дефиниција. Тоа можете да го видите во документи на ХЕРА, во документи на УНЕСКО, во прирачникот за обука на наставниците. Наставниците веќе се обучуваат инаку за овие теми, што е многу интересно. Така што тоа за нас е навистина неприфатливо. Гордана, да речеме дека ќе има голем интерес, нели очекувате и вие дека ќе има голем интерес пред се од родители, чии што деца посетуваат основно образование. Што мислите дека потоа ќе се случи? Дали мислите дека откако ќе ја дознаат вистината, како што вие велите, дека можеби ќе побараат и да има промени во концептот на Министерството за образование? Не само секој родител и секој наставник треба да ја посети оваа обука. Да, се надеваме дека ќе има интерес. Видете, веќе се крена прашина, би рекла, околу оваа тема. Луѓето веќе се запознаваат, така што останува на нас родителите, на вистина, верувајте. Хрватска, например, ја имате каде што процедурата за носење на овие концепти не беше запазена, па падна тој концепт. Бугарија, самиот Уставен суд веќе ја отворили претходно Истанбулската конвенција, бидејќи ова е врзано и со Истанбулската, да не навлегуваме натаму. Србија самите родители ја отврлија. Значи, многу ќе зависи од нас самите. Да не се лажаме дека државните институции ќе направат нешто во оваа насока. Значи, ќе мораме самите, не знам како, не повикувам на бојкот, ќе видиме што ќе биде од септември. Инаку бојкотот е легитимно право на дечињата, согласно Конвенцијата на децата за правата на децата. Така што ќе видиме што ќе се случува, меѓутоа мораме да го спречиме ова. Јас уште би кажала дека ние немаме ништо против ЛГБТ заедницата и нивните ориентации и така натаму. Меѓутоа и како имаме против тоа да се воведува во образованието, во формалното образование. Ако сакате во неформално образование, правете што сакате. Во формалното образование, каде што дечињата мора тоа да го учат, извинете, ама тоа е црвената линија позади која ние родителите мора да застанеме. Ова предавање за кое што зборуваме ќе се одржи утре, меѓутоа ќе најавиме уште едно предавање, тоа е продолжение втор дел. Може ли детали околу тоа кога ќе се одржи и дали ќе биде на истата Zoom платформа? Така, следниот четврток на 1 јули, исто време 19:30 часот, исто така преку Zoom платформата и на нашиот YouTube канал Одна за нас лайв. Така што потполно исто ќе биде. Само на 2 дела е поделено предавањето по 1 час. Како може да се регистрираат заинтересираните? На нашата Facebook страница Одна за нас има детали за настанот и ивентот е креиран, така што секој може таму да се регистрира. Ќе добијат Zoom линкови, луѓето кои што се регистрира, јавно ќе го објавиме секако на нашата веб страница, така што тоа ќе биде начинот. Да. Гордана, јас ви благодарам за вклучувањето во утренски брифинг. Сматувам дека бевме интересни за гледачите и ги заинтересиравме, ги заинтригиравме да го посетат и овој семинар, односно предавање и да дознаат што се имате вие да им презентирате. Ви благодарам, се надевам и јас. Откако ги споделивме овие информации, важни за родителите и наставниците, како што вели нашата денешна гостинка и соговорничка, повторно се враќаме во студиото на утренски брифинг.